Христос воскресна, навистина воскресна. Православните и католичките верници денеска го слават најголемиот христијански празник Великден, Христовото воскресение. Ден кога Исус Христос ја докажал својата божествена моќ и воскреснал од мртвите. Воскресението Христово на полнок беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква, а денеска се одржуваат воскресенски литургии. Овој празник е спој на верата и традицијата, негувана од памти века, почнува на Велики четврток, уште пред изгресонце, кога домаќинките ги бојадисуваат првите црквени великденски јајца. Оваа црковна традиција потекнува од првиот век по Христа, односно тоа се практикувало уште во времето на светите апостоли, Христови ученици и нивните наследници. За тоа ни сведочи и светото предание. Го следите најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Председателот Иванов со семејството заедно со Велешани во соборниот храм Свети Великомаченик Пантелеймон ја слишна радосната вест за Христовото воскресение. Преку Христа ја здобиваме надежта и утехата во надминувањето и лекувањето на сите рани предизвикани од суштината на животот, порача господин Агатангел. Политичкиот врв со честитки до граѓаните за најголемиот христијански празник Великден. Оваа година радосната вест за Христовото воскресение председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов заедно со своето семејство ја слиша со Велешани во соборниот храм Свети Великомаченик Пантелеймон. Христос воскресе! Христос воскресе! Веста за Христовото воскресение Велешани ја слушнаа заедно со председателот на државата Ѓорѓе Иванов и неговото семејство. Точно на полноќ, радосната вест од соборниот храм Свети Великомаченик Пантелеймон ја соопшти митрополитот Повардарски господин Агатангел. Председателот Иванов, градоначалникот Шадиев, пратеникот Димовски и многубројни верници, кружејќи 3 пати со иконата околу црквата, беа дел од настанот кој што го најави Христовото воскресение. Христос воскресна од мртвите и донесе радост во срцата на верниците. Тие велат, Христовото воскресение е основа на спасението, најголем и најрадосен настан во историјата. Воскреснал Исус и ни дава и нас поновен живот да имаме. И многу драг и убав празник. И за тоа сме тука во црква, за здравје, за среќа, за мир да има насекаде у светот. За многу години нека ни е празникот и Господа дава здравје, среќа и убав на сите христијани. Мир, исполнетост и радост на духот. За многу години денот. Великденската радост годинава е поголема бидејќи во ова 2017 лето Господово црквата одбележува и 50 години од воскреснувањето на нашата древна мајка, Охридската архиепископија, во лицето на Македонската православна црква. Во црквата Свети Пантелеймон вечерна богослужба на второ воскресение одржа митрополитот Повардарски Агатангел во сослужение на свештенослужителите од Повардарската епархија. Вечерна богослужба на второ воскресение се одржа во црквата Свети Пантелеймон утрово. Бројни верници дојдоа да запалат свеќе и да го прослават воскресението Христово. На богослужбата се читаше Евангелието на 12 јазици, а со истата чиноначалствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски господин Агатангел. Исус пак и мир вам. Јакоже послам ја од Отца, јас посилају ви, и сие рек, дуну и глагоља им приди и примите Духа Святаго. Им же отпустите греки, отпустјација им,
им же дежите держација. Великден или Воскресение Христово е најважниот верски празник. Христијанските верници со овој празник го прославуваат воскреснувањето на Исус Христос по неговата смрт. Православните христијани на овој ден се поздравуваат со поздравот Христос воскресна, на што се одговара со навистина воскресна. Преку Христа ја здобиваме надежта, утехата во надминувањето и лекувањето на сите рани предизвикани од суштината на животот, рече господин Агат Ангел. Овој Великден да биде величествен ден на нашето духовно воздигнување и национално обединување, апелира владиката Агат Ангел. Воскреснатиот Христос во својата праведна жртва на крстот, за прв пат во историјата на човечеството, одговорил со љубов кон омразата, со што бил затворен кругот на насилството и на светот му била испратена сосема нова порака, исполнета со мир, љубов и добрина, рече митрополитот Повардарски господин Агат Ангел во своето великденско послание. Тој додаде дека воскреснувањето го осмислува секој христијански подвиг, почнувајќи од милосрдието и добрината, завршувајќи со маченичката смрт на славните и неповторливи личности од нашата свештена историја. Владиката Агат Ангел вели дека преку воскресението Христово можеме да ги разбереме и вековните напори на нашиот прекрасен македонски народ, кој вековно се борил да ја зачува својата православна вера, својата нација, својата држава, својата слобода, плаќајќи ја постојано цената на нечовечкото робство, омалажување, понижување, па и смрт. За македонскиот православен народ не физичкото насилство, туку опоганетоста на духот е мрачниот Господар, кој голта се пред себе и води во духовна пропаст и починетост. Затоа, за македонците, Великден е најголемиот христијански празник. Тој е сенародна прослава на победата на животот над смртта, на правдата, на неправдата, на радоста, над безсмислата и тагата. Живееме во време, вели митрополитот Агат Ангел, кога човечкиот морал и добрината се згрозени и понижени од смрт и безсмислата. Поверувајќи во воскресението Христово, веруваме и во обновувањето, унапредувањето и осмислувањето на самиот живот и на секоја човечка доблест во него. Во овие тешки денови за нашето македонско општество би требало да го надминеме секое насилство, секоја омраза и омаловажување, зашто човекот не е одговорен само за себе и за своето најблиско семејство, туку и за целиот природен и духовен поредок во општеството. Токму Христос, како воскреснат Богочовек, ги повикува сите луѓе на меѓусебна љубов, мир и толеранција. Овој Великден, во 2017 лето Господово, владиката Агат Ангел апелира да биде величествениот ден на нашето духовно воздигнување и национално обединување. Честитки за мир, љубов, солидарност, меѓусебно почитување упатија градоначалниците на Велес и Кавадарци по повод Христовото воскресение Великден. Нека овој ден донесе радост во вашите семејства и биде почеток за нови радости, порачуваат тие. Прво, јас би сакал на сите граѓани на Република Македонија, секој на граѓаните на општина Велес кои го чекаат овој светол ден, најголемиот ден во христијанството, Христовото воскресение, да им го честитам празникот, меѓутоа да го честитам на сите македонци низ целиот свет и на сите христијани. Да имаат здравје, радост, среќа во нивниот дом, благодетно да живеат, да им посакам мир, спокој во нивните души и во нивните семејства. Денес на овој ден еве би сакал на сите православни верници од Кавадарци, од Република Македонија, ширум светот, да им го честитам најголемиот христијански празник, Великден на сите православни верници. Мојата желба, како и секогаш, е да не прати многу добро здравје, да ни е фамилијата на број кој што секогаш го сакаме да не биде, да ни се зголемуваат фамилиите, да живееме и понатаму во уште поголема благосостојба, да градиме и да помагаме при изградба на духовни храмови, бидејќи не само материјалниот, туку и духовниот живот има знак на еднаквост со сите други вредности и достигнувања на нашиот човек. Денеска се празнува најголемиот христијански празник Великден. На овој ден Господ Исус Христос воскреснал од мртвите
И ја победил смртта. Воскресението на Христос е суштината на христијанството. Тоа означува премин и е празник над празниците. Великден е најголемиот христијански празник. На овој ден Господ Исус Христос воскреснал од мртвите и ја победил смртта. Воскресението на Христос е суштината на христијанството. Тоа означува премин и е празник над празниците. Великден е центарот на православната вера и празнување. Овој ден се прославува речиси секаде исто, но секое село има своји обичаи и адети, па така и во Тиквешијата. Нашата соговорничка, тетка Љубица Минова, ни раскажа дел од адетите за празнувањето на Великден. Се почнува од Вели четврток, се станува пред зори, се вапцуваат 3 јајца. Тие 3 јајца, едното е за Дедо Господ, другото е за домакинот, а третото е за берикет во куќата. И кога ќе станат домашните, прво му давам лепче и водичка да се напијат и така да бидат мислам да не бидат гладни. А на децата, на внучињата, кога стануваат, му правам црвено-бело дебело. Првото фарбано јајце од трите се остава на икона, а во Тиквешијата адетот е претходно да биде закопано во земја, заради верувањето дека доколку е закопано во земја, нема да паѓа град, раскажува тетка Љубица. Традицијата вели дека за Великден јајцата треба да бидат исклучиво црвени, бидејќи црвената боја ја означува крвта на Исус Христос. Прво во петокот се оди во црква и се протнува за здравие под плоштатката на Исус Христос, како е распнат, и се дарува. После во саботата, во 23 часот, се оди од црквата, се врти 3 пати Исус Христос околу црквата, се влегува во црквата и тога и се вика Христос воскресна. На овој ден верниците одат во црква, се молат за здравје и берикет за себе и за своите ближни, а оние кои постеле од прочка до Великден се причестуваат. Исто така, адетот е помладите да одат кај постарите на ручек и да им го честитаат празникот, вели тетка Љубица. Тие што постеле сите пости од прочка поклади до денешен ден. Од кога ќе го речат Христос воскресна, тие се причестуваат и се одат дома. А помладите се спремат и одат кај постарите на ручек. А ручекот обавезно се спрема, јагнешко месо се јади. Со пристигнувањето на Великден се празнува победата на животот над смртта. Бог страдаше и воскресна поради својата безмерна љубов кон човекот. Великден нека ви донесе нова надеж, среќа, напредок и радост, а Божјата милост секогаш нека биде со вас. Христос воскресе. Среќни великденски празници. Христовото воскресение ги содржи универзалните пораки за мир, љубов, солидарност, меѓусебно почитување. Да празнуваме и да се подсетиме на сите овие пораки во овие празнични денови, но и да ги задржиме како патоказ. На нашата земја е потребно единство и толеранција, меѓусебно почитување и обединување околу целите кои не придвижуваат напред, напиша председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во честитката упатена на поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан, на членовите на Светиот архиерејски синод, на свештенството и монаштвото и на сите православни верници. Честитки за Великден упати и председателот на СДСМ Зоран Заев. Да се живее спокојно значи да се живее во хармонија со себе, со семејството и со своите сограѓани. Нема поединечна среќа и нема поединечно добро. Добиваме рака кога подаваме рака, стои во честитката. Честитки до верниците по повод Христовото воскресение упатија и архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и бископот Скопски и апостолски Киро Стојанов. Архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан во своето великденско послание испратено до верниците рече дека ово е денот што го создаде Господ за да се зарадуваме и да се развеселиме во него. Во великденското празнување најмногу се подсетуваме на животот. Самиот Христос рекол:
Јас живеам и вие ќе живеете. А ангелот во воскреснатото утро објавил: зашто го барате живиот меѓу мртвите? Тој е жив, тој воскресна. Затоа Великден е празник на животот, зашто ако нема воскресение, немаше победа на смртта, немаше вечен живот. А ако Христос не воскреснал, тогаш празна е и нашата проповед, празна е и нашата вера, рече архиепископот Охридски македонски господин Стефан во своето великденско послание. Крајно време е луѓето да се свртат и да се вратат кон Бога, кој е единствениот пат, вистина и живот. Возлюбени, нашиот народ знае дека без Бога и без црквата не ќе може ништо. Знае дека боголюбието и братолюбието се двете основни правила по кои треба да постапуваме. А многу пати се потврдило дека само кога чекориме по вистината Божја и кога сме сплотени, имаме напредок. Дека честноста, вистината и правдата се добродетелите со кои најдобро можеме да се бориме против сите непријатели. Великденска честитка до граѓаните со католичка вероисповед упати бискупот Скопски и апостол Екзарх во Македонија Киро Стојанов. Живејќи го аутентично христијанството, да бидеме утеха и надеж во оваа наше време со бројни драматични настани и со својата непоколеблива вера и неизината единствена пракса, а тоа е љубовта кон Бога и ближниот, да бидеме сведоци дека Христос со своето воскресение и денес не охрабрува, не обновува, не чисти и не поставува да бидеме макар и само мала светлина во мракот на време во кое сме. Оваа година православните, католиците и протестантите Великден го празнуваат во изден. Ова е ретка појава, бидејќи западните цркви го користат грегоријанскиот календар, а источните јулијанскиот. Наредниот пат кога сите заедно пак ќе го празнуваме Христовото воскресение е 2025 година. Честитка по повод големиот христијански празник Великден отшти попати и премиерот на Република Македонија Емил Димитриев. Доброволната жртва на Исус не потсетува дека треба да ги запазуваме вредностите кои што со векови го јакнеле единството помеѓу македонскиот народ, а граделе соживот и толеранција со останатите народи. Ова е поука за политичарите во моменти кога имаме силна политичка поларизација, да надладее разумот, да се запази достоинството во постапките и во комуникацијата помеѓу себе. Република Македонија во историјата преживеала многу премрежја. Ќе го преживее и ова, и од ова ќе излезе посилна. Уште еднаш за многу години празник. Најмалку 100 лица загинаа во експлозија што вчера се случи во близина на конвој автобуси што чекаат да влезат во сирискиот град Алепо, соопшти сириската цивилна одбрана. Овие хуманитарци, познати како бели шлемови, наведуваат дека нивни доброволци однеле најмалку 100 тела од местото на експлозијата. Експлозијата се случи во областа Рашидин, близу Алепо, покрај автобуси во кои се наоѓаа воглавно шиити евакуирани од 2 сириски села. Во продолжение вести од светот. Синоќа во близина на Симпа, Северна Кореја лансираше ракета на својот источен брег, изјави портпаролот на Пацифичката команда на САД. Ракетата експлодира речиси веднаш по лансирањето. Се уште проценуваме за кој тип ракета се работи, изјави Дейв Бенем. Лансирањето било околу 21:30 часот по Гринич. Северна Кореја вчера одбележа 105 години од раѓањето на својот основач Ким Ил Сунг со воена парада во Пјонгјанг, во момент кога растат тензиите во регионот поради нуклеарните и ракетните програми на таа држава. За време на парадата, армијата на Северна Кореја представи нова интерконтинентална балистичка ракета.
Убиен еден припадник на обезбедување, а еден е ранет во напад врз возило во кој бил официјален представник на владеачката партија на правдата и развојот од дистриктот Мурадија на југоисток од Турција. Нападот го извршиле курдски екстремисти пред денешниот референдум за уставни промени, со кои се бара да се прошират овластувањата на председателот Реджеп Тајип Ердоган. Граѓаните на Турција денеска се изјаснуваат на референдум за уставните промени. Исходот од референдумот може да има пошироко влијание врз сите аспекти на иднината на Турција и да му обезбеди на Ердоган уште 12 години власт. Доколку победи на референдумот, Ердоган ќе има овластувања да поставува министри, а целата бирократија ќе биде централизирана во неговата председателска палата. Противниците се загрижени дека со новиот систем ќе недостига баланс и проверки, што се специфични за системот во САД. Лидерот на главната опозицијска републиканска народна партија, Кемал Килич Дарглу, предупреди дека Турција избира дали сака и понатаму да биде демократски парламентарен систем или владење од еден човек. Тој го опиша новиот систем како автобус без сопирачки, чија дестинација е непозната. Референдумот се одржува 94 години откако Кемал Ататурк ја основа модерна Турција, а може да ги промени односите на Западот со Анкара, мировните преговори со курдите и процесите во општеството. Новиот систем би бил на сила од ноември 2019 година, кога ќе се одржат председателските и парламентарните избори во исто време. Денеска имавме променливо облачно време, проследено со поројни врнежи од дожд на локално каде наврна по 25 литри на метар квадратен и појава на грмежи. Проследени со умерен југозападен ветер кој кон крајот на денот, односно во текот на ноќта, веќе ќе премине во северен ветер со поголем интензитет. Дневната температура се движеше од 11 до 24 степени. И во понеделник ќе има повремени врнежи од дожд, особено предпладне, а кон крајот на денот и ноќта према вторник облачноста ќе се намалува, но ќе се задржи ветровито и посвежо време. Со оваа информација го завршуваме информативното издание на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието и понатаму останете да ја следите програмата на К1. Пријатно!